станат синови Божи, со наследници. Песен е пак што води кон животот, балкумина гомна огјава. Јас сум добриот пастир и љубам овците, и една да не биде изгубена. Мирот твој ми го даваш, но некако светло, да не се плачи срцето наше. Истина ви велам, да се љубите, како што и јас ве возљубив. Љубовта е сила Исусова, и вистина ви велам, не собирам. Дојди и остани во мене, Исусе Христе, Спасителе. Љубовта е сила Исусова. Се откажав од гревот смртен, татко мој небесен, татко мој небесен, се враќам пак кај тебе, татко мој небесен, се враќам пак кај тебе, татко мој. Во името на Исус, дојди денеска, зборувај низ мене. Нека Твоето живо слово ги допре сите оние кои имаат потреба од Твојата љубов. Нека ги допре нивните срца, да ги отворат срцата, да Те примат. Исус често зборуваше на земјата, не зборувам од себе, туку од духот на мојот Отец зборува низ мене, од оној што ме пратил. Јас не ја барам својата слава, туку славата на оној што ме пратил. Нека и денеска овие слова бидат Твои, татко мој, да бидам пратен за Твоја слава. Денеска ќе зборуваме од живото слово Исусово. Лука 22. Среќавам една христијанка ми збори дека се моли на Исус, дека верник е. Па меша обредни действија и на крај вели, од кај знам јас дали Библијата е напишал? Дали Библијата, дали Словото е од Бог? Од каде ти знаеш? Па викам, Словото е од Бог. Словото е од Бога. Нема други слова. Сите слова се од Бог. Ние ги земаме и ги употребуваме. Ги употребуваме по своја волја. Потоа по извесен период ќе дојдеме и ќе викаме Господе, Господе. Господе, Господе, ние зборуваме за небесен татко, кој не љуби сите, кој создал се и кој ни дал слободна волја да го избереме во своето срце, да ја избереме љубовта. Лука 22 се приближуваше празникот без квасници. Имаме земни празници, датуми. Тоа се пониско ниво на разбирање, да не подсетуваат дека Господ е жив, дека сме зависни од Него. Тоа е како кога постите еднаш неделно, затоа што Исус ви рекол да се подсетите дека не сте зависни од храна, не сте зависни од овој свет, дека сте зависни од Божјата љубов. Се приближуваше празникот без квасници, наречен Пасха. Значи, воведен во денот, да се одбележи денот кога евреите се излезени од Египет, поминати се преку морското дно, каде водата се раздвои. Она метафора кога Исус вели, метафора за нас, а суштина оди по вода, поминува над вода, низ вода, преку вода, се потопува во вода. Знаете, првиот свет беше потопен во вода, потоа Господ, Семокниот Отец, виножито пушти и стана негов подпис, да нека го злоупотребуваат луѓе кои си имаат пореметена сексуалност затоа што се слават самите себе си, своите тела наместо Бог. Тоа е опишано во Содома и Гомора и денеска таму е мртвото море, а првосвештениците и книжниците бараа начин како да го погубат.
коло Исуса. Првосвештеници и книжници секогаш имате. Тие се и денеска на власт. Тие гледаат како да го погубат Исуса, да ја погубат неговата љубов. Видете интересно, пазете се вашите срца. Вашите срца, значи Лука 21:34, да не бидат натежнати од прејадување. Натежнати од прејадување, пијанство, тегобни грижи за овој живот. Значи сакаат да го погубат и денеска сакаат да го погубат. Бидејќи Исус зборува за љубовта, да го љубиш ближниот како самиот себе, а денеска љубовта се повеќе изладена и нема љубов. Не само што нема љубов меѓу ближните, меѓу семејствата. Во семејствата нема љубов. И влезе сатаната. Пазете, влезе сатаната во Јуда Искариотски, наречен, кој беше броен меѓу 12 мината. Значи, вие ќе му дозволите на сатаната да влезе преку некоја мисла, преку нељубов, преку омраза, преку збор, извитоперен збор. Ние имаме заповед. Заповед кога сме во војна. Љуби го својот ближен. Љуби го, љуби, зашто е тешко да љубиш, бидејќи го немаш Исуса, бидејќи ти немаш доволно љубов. Пишано е, молете се вака, Твое е царството, силата и славата. Бог е љубов. Кој пребива во љубовта, пребива во Бога. И кога отиде, значи влезе сатаната во Јуда, му дозволувате да влезе на љубовта во вас. Знаете што е добро и зло, вие сте вавилонци, сакате да бидете над другите, вие сте сатанска природа, сакате да бидете највисоко. И кога отиде се договори со првосвештениците, тие се тие што го распнуваат, го распнаа и се уште. И уште ќе го распнуваат Исус додека не дојде Исус по втор пат, во второто пришествие по армакедонските слави. И кога отиде се договори со првосвештениците и началниците како да им го предаде. Значи тогаш сатаната влегува кога вие предавате нешто. Кога го предавате Исус, кога ја предавате љубовта, која е во вас самиот живот. Дахнат од Бог, од семокниот Бог, тоа е љубовта, тоа е духот негов, без кој вие немате живот. Дури Аристотел во античка Македонија дошол во духот до состојбата Бог е самиот живот. Бог е самиот живот, дека зборот е светлина и би светлина. И рече Бог, тие се зарадуваа што ќе го распнат Исуса и се спогодија со него да му дадат сребреници. Значи сребролюбието е кога сатаната влегува во тебе. Затоа е пишано, сребролюбието е најголемо зло. Татко му изборува низ мене допреки сите оние кои имаат потреба од твојата љубов. Мир, љубов, долгоденствие. И речи си вака, Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Тој вети и бараше погодно време за да им го предаде без присуство на народот. Нешто слично што се случува во Армакедонија, во Македонија, со промена на името, промена на идентитетот, промена на јазикот, наметнување туѓа вера во наутро, кога се озвучува и никој не реагира. Дојде денот без квасници. Кога требаше да се заколе паскалното јагне, ние имаме сега колење јагне во чест на поминување низ Египет. Знаете, поминуваат низ морето, одат во пустината и наместо да поминат пустината за неколку дена, поминуваат 40 дена во пустината, 40 години. 1000 години се како денот од вчера, за Господ еден ден е како 1000 години. 40 години се уште сме во пустината. И таму вели, Исус вели, односно Отецот преку Исус, ќе ви го дадам тоа што го зборувате. Кога луѓето би знаеле дека во зборовите има живот и смрт, нема да зборуваат толку многу. Нема да ги извртуваат зборовите. Значи ми вели една сестра, од каде знам јас дека зборовите се од Бога. А ми вели дека верува во Исус. Во духот ќе знаеш. Значи законите се запишани во секое срце, со живи слова во срцето. Дојде денот без хвастници, па ги испрати Исус. Исус ги испрати Петар и Јован, им рече, одете и пригответе ми Пасха. Пасха, некој вели патка, поминува, премин. Паскално, благодарствено јагне. Слично се работи денеска на Великден. Се јаде јагне, а тие му рекоа каде сакаш да приготвиме, тој им речете кога ќе влезете в град, ќе ве сретне човек што носи стомна со вода. Одете по него во куќата каде што ќе влезе. Ние имаме дека одредени работи се зададени. Пишано е дека дури и влакната на главата ни се изброен, дека не паѓа ни врапче,
Прости ми, Господи Исусе Христе, за секој лош збор, за секоја лоша мисла. Прости ми кога излегувам од редот на љубовта. Ни вратче не паѓа на земјата без Негово знаење. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Ти благодарам, Исусе. Само пазете вашите срца. Тесно вие во срцата ваши, да не бидат натежнати. Натежнало во срцето од прејадување, препивање, тегобни грижи за овој живот. Луѓето се загрижени, се случува страшна работа. Освен што е сиромаштија и крадење и лажење, се наметнува туг јазик, се поништува само поим да бидеш македонец. За мене македонец е човек, што го повикува Исус. Но ке скасонував еден сон, пред мене стоеше еден човек, запишал семокниот Бог, кој не љуби. Ке изберам народ, кој ќе го прослави моето име. Те сакам, Господи Исусе Христе. И кажете му на домакинот на куќата, учителот ти вели каде е собата во која треба да јадам пасха со учениците своји. Ако мислите дека тоа е простор, време и свест, во вашето срце е. Во вашето срце е пасхата, благодарственост, се што работиш со благодарност кон Бог. Слава ти, Господи Исусе Христе, што преку 200 емисии Завет се снимија за Твоја слава. Не зборувам јас, туку ти зборуваш, а тој ќе ви покаже голема одаја послана, таму пригответе голема душа. Кога отидоа, најдоа како што им беше рекол и ја приготвија паската. Луѓето денес се обременети со обреди, дали треба да кршат леб, да пијат вино, да рипаат во водата, да цитираат стихови, а немаат љубов кон се, кон ближниот свој, кон оној што е во потреба. Ми се јавува некој брат, ми бара пари. Јас му велам злато и сребро, немам тоа што ти го давам. А потоа ми вели дека Господ ме рекол јас да му дадам пари. Отварам член на протестантска заедница, се прогласил за пророк. Знаете, ако си ти пророк, јас чекам и се молам, му викам, ајде да се помолиме. Не маджам да давам нешто без да добијам одобрение од Исус. Си се прогласил за пророк и бараш пари од човек. Пророците се намирени, подмирени од Исус. Ке видите понатаму. Ако си ти пророк, нема да бараш пари од мене. Знаете како дејства Исус? Ми се расипува хард дискот, на кој се снимени сите овие преку 200 емисии Завет меѓу другите. Јас сам реков, Исусе, сега што ќе правам? Знаете, се јавува момче, сотрудник, доаѓа на курс по јавно говорење и со тие пари што ги вложува тој, го купувам хард дискот, нов. По меѓувреме го молам Исус, се поправа хард дискот со мојата сопруга, се помоливме. Значи, уште едно чудо. Прашав луѓе дали се поправи, ти рекоа нема шанси да се поправи. Во меѓувреме одам на Пиринска Македонија во Кремен. Значи, како действува Исус, јас не барам ништо од луѓе. Знаете? Одам во Кремен и таму добивам донација уште една, за да можам да се движам и да работам. Така се издаваат и книгите. Мојот татко е најбогат на светот. Тој ќе ви намери. Ако сте вие пророк, си се прогласил за пророк, го поврзал со една друга заедница кои помагаат на сите. Знаете, добри луѓе. Излегуваат од закон. Ме викаат, немаме ние сега пари, зошто? А мене ме пратија истите тие кај еден човек да му помогнам во еден помал град надвор од Скопје. По духот видов дека човекот не е во ред. Ама оди да му помогнеш. И те треба поминам 200 километри, додам до него, слушам и гледам дека не е. Оди во една друга црква која е. По извесен период тие заклучуваат дека човекот е коцкар. Знаете, ако не ве води духот на Отецот, не можете да функционирате, да суштествувате во овој свет кој пребива во Бога, пребива во љубовта. А кога дојде времето, моето време се уште не е дојдено, Исус вели на почетокот, а потоа вели, а за вас и за мене и за тебе времето е секогаш годно. Зашто? Да се прилепиш до Исус, да паднеш на колена пред Исус, да се допреш до Неговата облека, да клекнеш пред Него, да му ги изниеш нозете со солзите, да му кажеш, Исусе, исцели го моето срце, значи пазете вашите срца, да не бидат натежнати. Натежнало во срцето од прејадување, пијанство и тегобни грижи за овој свет. За да не ве затекне тој ден ненадајно, кој ден армакедонските слави, о кој ние ги славиме второто Христово пришествие. И им рече од срце,
Сакав да ја јадам оваа паска со вас, пред да пострадам. Исус им покажува, до тогаш правевте јагне, сега тоа е јагнето. Зашто ви велам, нема веќе да јадам од неа, ниту јас. Не јадам веќе благодарствено јагне. Се додека таа не се исполни од Царството Божјо, а се исполнува, тој станува пасха, тој станува јагне. Го однесува како јагне на колење и откако ја зеде чашата, и тие сега прават, протестантите посебно. Благодарствена вечера, имитативно. Земете и разделете ја меѓу себе чашата со вино. Не пи само вода, помалку и вино. Помалку и вино. Зашто ви велам, нема повеќе да пием од лозовиот плод, додека не дојде Царството Божјо. И тој им вели, правете го ова за мој спомен. И тие го прават за негов спомен. Тоа подразбира ти да се раздадеш, ти да бидеш паската некому, ти да ја дадеш душата своја за браќата. Не си ја сакаш душата своја, си го сакаш. Јас имам душа, си имам, не си ја дам. Кога ќе дојде моментот да ја изгубиш силата, ќе разбереш дека ништо не е твое. Се моје е твое. Потоа зеде леп за благодари. Го прекрши Исус, велејќи ова е моето тело. Тој им покажува што ќе биде. Неговото тело е дадено за пасха. Го распна за секого од нас. Ја пролеа својата света крв. Крвта своја ја даде семокниот Отец, бидејќи во Исус пребиваше со сета негова полнота. И ние сега треба да дојдеме до таа состојба, да се исполниме со љубов, да се облечеме со љубов, да останеме во неговата љубов. Исто така и со чашата по вечерата, велејќи оваа чаша е новиот завет во мојата крв која се пролива за вас. Тој им покажува, им раскажува да разберат. Иако после сето тоа се разбегаа и не разбраа, се до оној момент додека не го видоа воскреснатиот Исус. Те сакам, Господе Исусе Христе. Блажени се оние што не видоа, а поверуваа. Те сакам, Христосе. Брати и пријатели, ако те мачи нешто, клекни на колена. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Дојди во Македонија и помогни ми. Дојди во овој дом и исчисти се што не е од тебе. Те сакам, Исусе. Но ете раката на оној што ме предава е со мене натрпезава. Тој знае се. Синот човечки пак заминува. Значи тој дојде, стана син човечки според она што е определено. Имаме определени работи, но тешко му на оној човек што ќе го предаде. Јуда не е само еден човек. Јуда си и ти, синко, кога го предаваш Исус. Кога велиш дека си од Исус, а не веруваш во Светото Писмо, зборовите не се живи во тебе. Кога велиш дека си од Исус, а осудуваш. Кога велиш дека го знаеш Исус, пророкуваш, а немаш љубов, не простуваш, не живееш, не го даваш своето тело за браќата. И почна да се прашуваат меѓу себе, кој ли ќе е тој што ќе го направи? Секој што нема љубов е Јуда и го предава Исус. Сребролюбието е Јуда, за пари, врзан за тоа што го имаш. Врзан, цариниш кому му даваш, кому му одземаш, а се појави меѓу нив и расправи, а кој од нив се смета за поголем. Замислете. Но тој им рече, Вавилонството е да се искачам, да бидеме над други, да се здобиеме со име. Но тој им рече, царевите владеат над народите. Ние зборуваме за дека Македонија има цар, Александар Македонски, Самуил. Јас ви велам дека Македонија има еден цар. Цар победник. Цар што создал се. Тоа е Исус Христос, кој не запишал овде, кого сме го повикале. И македонец е категорија, духовна категорија, не е физичка, да се тепаш, да се убиваш. Како што израелец ке им се суди на 12 израелеви колена. Значи, тоа е пишано понатаму, идеме понатаму. Значи, царевите владеат над народите, а оние што се управуваат над нив, сакаат, во еден друг препев, он вика се нарекуваат добротвори, сакаат да ги нарекуваат добротвори, дека се добри. Пишано е, никој не е добар, освен единиот Бог, освен Исус. Вие пак немојте така. Кој сака да биде поголем, да се нарекува добротворен, поголемиот меѓу вас. Слава ти, Господи Исусе Христе, те сакам, Исусе, да биде како најмалиот и тој што е старешина
Тој што е старешина да биде како слуга, раб Божји, слуга Божји, сотрудник Божји или пријател Божји или син Божји, категории кои треба да ги надминеме. Првин си раб Божји, не си ни свесен. Потоа стануваш слуга Божји, треба да служиш во љубов да служиш. Со се што имаш и на крајот стануваш сотрудник или пријател Божји. Му поверува Аврам на Бога. Како се поверува на Бог? Па дозволуваш тој да управува со тебе, тој да зборува низ тебе, тој да владее со тебе, ти имаш собственост, негова собственост си, ти си грнето направено од грнчарот, ти си лозата која е накалемена и ќе дава многу плод. Ќе дава многу плод. Слава ти Исусе Христе, за славата Него, зашто кој е поголем? Пазете што вели Исус Лука 22:27. Тој што седи на трпеза ли е поголем или оној што послужува? Кој е поголем? Добро прашање. Поголем оној што послужува. Меѓу вас не се родил оној што е поголем од Јована. Меѓу нив Јована Крстителот роден од жена. Но тој е најмал во Божјото царство. Знаете, Исус служеше. Кој е поголем? Зар не е оној што седи на престолот, а потоа ќе го изедат црвите? Јас сум меѓу вас како слуга. Исус вели. Исусе, дај ми сила и јас да бидам меѓу нив како слуга. Слава ти, Исусе. Но вие сте оние што издржавте со мене. Тие што ќе издржат со Него во моите искушенија, во Неговите искушенија. И јас ви ветувам, ќе ве распнуваат како Исус. А вие треба да кажете, прости им, татко. Исус не рече проколни ги, татко. Не рече вечно проклество, татко. Исус рече, прости им, татко. Татко, Отче, прости им, не знаат што прават. Тие се твоите браќа и сестри, кои се слепи и глуви. Проклет да е тој што ќе турне слеп човек од патот. Ние зборуваме за љубов, а сатаната зборува за сребролюбие и омраза. И јас ви ветувам, како што ми вети мојот Отец, да јадете и да пиете паската и горе, на трпезата моја, во царството мое, слава ти, Исусе, да седнете на престоли и да им судите на 12 Израилеви колена, да им судите на 12 Израилеви колена, затоа што ги убија сите пророци, затоа што го знае Отецот Небесен и беа непослушни, затоа што изгинаа во пустината, затоа што дојде Лозарот на крајот, собственикот на лозието го даде неговиот син, Исуса Христа, а тие го распнаа и го убија првосвештеници, садукеи, фарисеи, писмознанци и денеска и за секогаш и во сите векови првосвештеници. А кои се тие? Тие што велат дека го знаат ова, а немаат љубов во срцето. Не го познаваат Бог, семокниот кој е љубов. И рече Господ, Симоне, синко од другата страна, време е да се покаеш, да го земеш братија Андреј, да станете ловци на луѓе. Симон, ете сатаната посака да ве сее како пченица, но јас се молам за тебе, се молев за тебе за да не се изгуби твојата вера. Господе, дај им вера на сите Симон и Андреј, таму од другата страна, кои сатаната сака да ги посее како пченица. Укрепи ги, кога ќе се обратиш, да се откажеш од сатаната и да го избереш Исус. Зашто сатаната нуди исто така, имаме сведоштво, да се откажеш од Исус, да потпишеш за сатаната. Има луѓе кои работат за сатаната во сатанското ткиво. Јавно има сатански цркви, кои се нељубов, крв. Слава ти, Господе Исусе Христе. Но Исус доаѓа. Дојди, Господе Исусе Христе. И сите ќе одговарате. Второто Христово пришествие. Исус е жив. Цар на македонците на сите. Слава ти, Господи Исусе Христе. А тој му одговори, Господи, Петар, готов сум да одам со тебе в затвор и до смрт. Ке кажете нешто. Но тој му рече, Исус, ти велам, Петре, нема денес да запее петелот, додека ти 3 пати не се одречеш дека ме познаваш. Знаете, ке дојде ситуација, за да не си наштетите себе си во некој друштво каде што не веруваат, ќе премолчите. Неодамна бев во Пиринско и таму негде настал.
зборува за болести тогаш дојде духот. Слезе духот, не сатаната да влезе во Јуда, слезе духот Исусов со полна сила. Им зборував дека познавам еден доктор Исус. Дека ако си Исусов слуга, па станеш од раб Божи слуга, па сотрудник Божи, нема да имаш болки, болести и страдања. Ке страдаш за браќата и сестрите што не го примаат Исус. И потоа една жена ме праша како да ја помогне на својата сестра. Толку време имаше на заминување. Се молевме од Астал, каде што седевме до автобусот, до автомобилот. Господи Исусе Христе, се покајувам за секој греф. Им простувам на сите, никого не осудувам, прости ми мене и на моите предци. Се откажувам од сатаната, од злото, од се што не е од Тебе. Се што е од Тебе прифаќам, го отварам моето срце. Дојди во Македонија и помогни ми. Дојди во мојата душа и помогни ми. Оставам се во Твоите раце. Ти си ми се што имам. Те сакам, Исусе, Ти благодарам, Христосе. Знаете, тие велат дека го познаваат Исус, а немаат љубов во срцето. Кој Исус? Знаете, кој Исус го познаваат? Па им рече Исус, ве праќав без кесе и без торба и без обувки, дали ви недостасуваше нешто? Кога си ти пратен? Значи ми се јавува братот бил во една пентакосална црква, па отишол таму, па му украде некои пари, има некој хаос таму. Видите, вика Исус, кога ве праќав без кесе, без торба и без обувки, дали ви недостасуваше нешто? Тие одговорија ништо. Ако си ти пророк, синко, ти ќе бидеш подмерен од Исус, нема да бараш пари од луѓе. Тогаш ќе знам и јас дека треба да ти дадам. Не можам да финансирам нешто. И онака јас добивам од Отецот, се мое е Твое. Лажни доктрини на поделена Христово тело, православно, католичко, протестантско и другите. Јас зборувам за Христова црква, каде што е се заедничко, каде што ние пребиваме во љубовта. И им рече, но сега кој има кесе, нека си го земе. Исто така и торба, а кој нема, нека си ја продаде облеката. Нека си купи нож. Тој зборува за духовни работи. Нож, меч на духот. Зашто ви велам, на мене треба да се исполни. Нешто треба да се исполни и на тебе. Нешто да поминеш низ некакво искушение и страдање. Да го отплатиш тоа што си го правил предходно, што го правеле твоите предци, старозаветно, око за око, заб за заб. Затоа ви велам, на мене треба да исполни. Меѓу злосторници го броја Исуса. И тебе ќе те бројат меѓу злосторници. Господи, зашто она што се однесува за мене се исполнува? Господи, овде има два ножа. Тие зборуваат буквално, тој им одговори, доволни се. Двоостар меч и мечот на духот. И кога излезе, тргна, како обично, кон Маслиновата гора, по него оде учениците негови овде Елкината гора, а штом дојде на тоа место им рече, молете се, за да не паднете во искушение. За да не паднете во искушение. Те сакам, Господи Исусе Христе, а штом го рече тоа, тој се одвои од нив колку камен, како камен што може да се дофрли. Пазите, состојба на молитва, Господе, биди во мене. И се молеше. Ги преклони колената. Татко мој, те сакам. Исусе, велејки оче, оче, татко, тој е основен однос, татко, дете. Оставите ги децата да доаѓаат кај мене. Кога би сакал да ја тргнеш, нешто ти се случува, оваа чаша од мене. Пазете, но нека не биде мојата или твојата, неговата волја. Тоа е христијанство. Тоа е чекорење за Исус, неговата волја. Пребивање во љубовта. И му се јави ангел. Тогаш ќе ти се јави ангел и ќе те подкрепува. Па бидејќи се наоѓаше во внатрешна борба, како што и веројатно и ти се наоѓаш, брате и пријателе, поусрдно се молеше. Поусрдно ќе викаш, ќе лупаш, ќе трескаш, ќе плачеш, ќе солзиш. Потта му беше како капки крв. Пазете што паѓа на земјата. Метафора за молитвата, татко, те молам за овој народ, за оваа земја. Господе Исусе Христе, дојди по Македонија и помогни ни. Штом стана од молитвата, дојде кај учениците своји и ги најде учениците негови, пазете, заспани. Заспани. Немојте да заспиете.
da ve zaspije satanata u ovoj sveti si reče, zašto spijete luje, zašto spijete, stanete da si odimo odavde, ne, stanete, povtorno veli Isus. Ne znači da kad dremneš vo nekoja crkva da peješ pesnički i da ostaneš tamo da spiješ vo nekoja crkva, zadremal vo nekoja denominacija, nekoj doktrini pa se raspravaš o citati. Stanete i molete se za da ne padnete vo iskušenije. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Te sakam, Isuse, ti blagodaram što u ovaj den otvori moje to srce. Bez tebe ne možem da napravim ništo, no so tebe, Tatko moj, u ime to na Isus, možem da napravim se. Se molim da ne padnem u iskušenje, da ostanem vo tvoja ta ljubav, da ostanem vo tebe, Isuse, da prebivam vo ljubav ta. I moje to srce da ne bide natežnato od prejaduvanje i pijanstvo i tegobne griži za ovaj život. Sad da ne zaspijam i da me zatekne toj den nenadajno. Da se bide hristijanin znači da se pripaja na telo to Hristovo, da se prebiva vo ljubav, da se ljubac site, nikogo da ne se osuduva, da im se prosti na site, da se pokaješ za grevovite i da dozvoliš ljubav ta da se naseli vo tvoje to srce. Otecot i Isus da napravят sokrovište, te kad glavni od odnose Tatko i Sin nasite što go primija, ako go primiš Isus i njegova ta ljubav, gdje dobiješ sila, im dade sila u Evangelije po Jovan, da stanat sinovi Božji, mir vam, do Božje carstvo nebesno. Gospod Isuse Hriste, sve što je od tebe prihvaćam, sve što ne od tebe ne prihvaćam. A ti, brate i prijatelje, od drugata strana, ako imaš nemir, bolki, bolesti i stradanja, zastani pred Isusa, klekni pred Isusa, dopri se do nozete njegovi, izmigi nozete njegovi sa tvojite solzi. Gospode Isuse Hriste, ti možeš da me isceliš, dojdi po moje to srce i pomogni mi. Mir vam, do Božje carstvo nebesno. I neka bide ne mojata, ne tvojata, tuku negovata volja i za mene, i za site onije što ke rečat. Amin, te sakam, Isuse. I za makedonska ta zemlja, koja je Isus Hristova. Ete zato satanata posaka da je seje kako pčenica, makedonski od narod. No treba da se ostane vo Isusova ta ljubav. So Isusa pobedujeme se. Amin. Nasite što go primija i dade sila, da stanat sinovi Božji, so naslednici. Desenje paklo što gori kon životom, balkumina ona odjava. Jedna da ne vide izgubena, miro tvoj migo davašno nekako sveto, da ne se plaši srce to naše. Istina velam da se ljubite, kako što i ja te возljubim. Ljubav ta je sila Isusova i istina bi vela me sobira. Dojdi i ostani o mene, Isuse Hriste.